Најголемиот дел од проектите во декадата на ромите се успешни. Перцепцијата за ромите и условите за живот во ромските населби значително е променета во последните години. Она што е најбитно, во последните десетина години срушени се стереотипите за тоа како треба да изгледаат ромските населби, а скоро целосно е надминат и проблемот со неедуцираноста на децата од ромска припадност. Ова го изјави денес министерот без ресор Неждет Мустафа во Штип. Со декадата успеевме повеќе од 700 деца да им даваме стипендии и да го решиме деценискиот проблем кој што беше проблем за ромската заедница и проблем во македонското општество. Како да се подобри овој едукативен фонд на ромите? Од онаа ситуација која што имавме, дека ромските деца не може да го довршат средното образование, денеска горделиво можам да ви кажам дека осипување 2 или 3% имаме на ниво на Република Македонија во однос на подобрување на ромското образование. Како успешен проект се смети и оттргнувањето на над 600 ромски деца од улица и нивно бесплатно згрижување во предучилишните установи. Последните 8 години најголем дел од општините во голема мера и инфраструктурно ги подобрија условите за живот во ромските населби. Штип е една од општините која предничи на овој план. Ние се наоѓаме на улицата Радански пат или новата улица Черења. Таа е целосно асфалтирана. Значи, асфалтирана е комплетно улица Косовска, не останува уште еден крак до антената горе, таа ќе биде завршена наскоро. Се асфалтираше делот од Черења до Палестина, потоа од населбата Леваци, значи блок 2000, па се до Света Недела, тоа е завршено. И асфалтираме улицата Сутјеска, потоа Славчо Стоменски, каде живее ромско население. Да не забораваме дека сега се работи улицата Вардарска со цела инфраструктура, значи со комплетни менење на санитарните инсталации, водовод, канализација, атмосферска канализација. Наскоро и таа ќе биде асфалтирана улица. Тоа што го рековте во делот од домувањето, апсолутен приоритет ни е некаде околу 40 ромски семејства кои живеат во дневно одделение да ги сместиме наскоро, и оние кои живеат во лоши услови да им најдеме место. И имаме два проекта, еден проект кој тераме со Тика за типски куќи, 30 кои ќе бидат во Света Недела сместени, и истовремено знаете дека ние донесовме измени на ДУП во Черење да се направи една зграда каде ќе бидат направени некаде околу 100 стана каде ќе сместиме ранливи групи. Кабинетот на министерот без ресор моментално работи на програма за елиминирање на ромската сиромаштија, која ќе се промовира и реализира од наредната година. Се планираат проекти за обука и вработување на ромите како основен предуслов за надминување на сиромаштијата.